Во 2016 година е донесена последната владина уредба во која е утврден минималниот број тимови што службите за итна медицинска помош треба да ги имаат според бројот на жители во реонот што го покриваат. Денес, во 2023 година, половина од службите за итна помош во земјава имаат помалку тимови од законскиот минимум, покажа најновото истражување што го спроведе Центарот за граѓански комуникации. Анализата дава податок колку интервенции имале достапните екипи, но државата не води статистика за колку повици немало тим за интервенција. Колку повици добиле за итна медицинска помош, а на колку повици реално отишле. Бидејќи и поентата, односно потикот за ова истражување беше жалењето на граѓаните дека едноставно не доаѓа медицинската помош кога ја бараат. Како име и на луѓето на терен, чија работа е итно да помогнат. Службата за итна медицинска помош во Скопје се грижи за околу 600.000 жители. Од 2015-та, последната година за која има податоци, кубури со бројот на тимови. Еден тим се состои од доктор, медицинска сестра и возач. Такви тимови на хартија имаат вкупно 45, а според владината уредба треба да имаат најмалку 63. Тоа се 18 тима помалку од законскиот минимум. Но тоа го вели статистиката која според раководителката Милица Бубало не е секогаш одраз на реалноста. Таа вели дека има постојан прилив и одлив на кадар. Дел одат во пензија, дел се заминуваат во странство и во приватниот сектор, дел се на боледување или на породилно отсуство. Па во моментов службата има вкупно 40 тима што одат на терен. Треба постојано да има вработување, значи да се предвидува постојано да има вработување во оваа служба, конкретно и секој пат постојано да се прати приливот и одливот и да не се чека премногу нели за прилив и за одлив. Проблемот ни настанува во моментот што ние имаме согласност за еден вработен, сме ја добиле од Министерство. По некоја причина тој вработен може после 2 години да си даде отказ и ние треба да бараме повторно нова согласност за да можеме да вработиме на негово место. Статистички оваа служба има 17 возила, но за итните повици се користат 11. Од тие 17, едно е Dacia Duster кој што не е санитетско возило, значи ја сепак ние во нашата служба имаме два Рено трафика кои што се од 2012 година и се над 300.000 километри поминати и тие не можеме да ги вклучиме на итните покани и имаме два Volkswagena кои што се од 2008 година. Значи и тие исто имаат над 300.000 и не се, мислам, не можеме да ги вклучиме во итни покани заради тоа што брзината на движење им е помала, односно не одат повеќе, како кажуваат возачите, од 50. Раководителката вели дека покрај ова, многу други фактори влијаат на брзината со која действуваат, например хаотичниот сообраќај. Се случувало во дадена ситуација да речам, нели, да не можеме од каде да извлечеме возило, па нормално тука веќе се користат телефоните, ајде побрзо ве молам, ослободете го возилото со клинички центар, никој пат не зависи од нас. Во Скопје дел од проблемот за брза услуга е во сообраќајот, но во Тетово итната помош често не може ни да излезе на улица. Најголемиот метеж е на рампата за влез во болницата, а нема одвоен пристап за медицински возила. Тетовската итна медицинска помош се грижи за 167.000 жители. Во 2015-та имала 13, а сега 8 тима, дури 5 помалку. Според владината уредба треба да има 18, што е за 10 повеќе од сегашните. Имаат вкупно 4 возила. Надлежните велат дека ова не е доволно за 6 општини во нивниот регион, но тврдат дека даваат максимум со тоа што го имаат. Приоритет има тој повик што има повеќе хитност или каде значи има животно загрозувачка состојба на пациентот. Значи тие повици сегогаш се има значи предност за да можеме да стигнеме побрзо. Нормално се имаме и жалбе дека не сме стигнале на време и друго, но тоа има и ред други работи што меѓу тие се и гужвата на значи у градот што е присутна, особено значи у летните денови. Раководителот предлага да има барем уште 2 диспрезирани тима.
Еден во Боговиње и еден во Теарце, за брзата помош да има логика во пооддалечените места. Низ општиниве кај што се, барем да имаме по еден тим и значи тие да го надгледуваат тој терен, па по потреба ми да идемо плюс таму. Зашто го викам ова? Бидејќи ако пример, значи има еден повик у Јажинце. До таму има од прилика некаде 30 километра. И значи зависно од климатските услови и гужвата у комуникација, нам ни треба многу време. Да би имало хипотетички еден пункт у Теарце, тие би стигнале многу побрзо. Тетовската служба за итна помош очекува вработување на дополнителни 4 доктори, со што состојбата малку би се подобрила, бидејќи и тука, како што вели раководителот, голем проблем е одливот на кадри. Од вкупно 33 служби за итна медицинска помош во земјава, 11 имаат број на тимови поголем од минимумот пропишан во владината уредба. Таква е Битолската, која покрива 93.000 жители. Во 2015-та имала 14, а сега има 16 тима. Минималниот број за нив е 12, што значи дека имаат 4 повеќе од минимумот. Ова бројка е оптимална. Праксата тоа го има покажано, бидејќи немаме точна граница помеѓу ургентната палата и теренската работа во итната медицинска помош. Зошто? Значи, кај нас е 16 тима распределени во 4 екипи. Секоја екипа има 4 тима составени од доктор и медицинска сестра и 3 возачи кои што се за теренските интервенции со екипите на итната медицинска помош. По правило, едниот тим од овие 4 тима фактички надополнува секаде каде што во текот на работното време би имало недостаток. Не поминавме низ многу, но впечатокот е дека Битолскиот е еден од најсредените здравствени домови во земјава. Сите одделенија се реновирани со истакнати фотографии каква била претходната состојба. Набавени се современи апарати, хигиената е на ниво, а вработените се мотивирани да работат професионално. Јас не би изменила ништо, само би сакала да имаме поголем број на вработување, бидејќи, како што ви кажав, огромен дел на докторите многу често ни заминуваат. Според владината уредба, секој здравствен дом што опфаќа до 30.000 жители треба да има најмалку 5 тима за итна медицинска помош. Ако здравствениот дом покрива повеќе од 30.000, тогаш треба да има најмалку по еден дополнителен тим на секои 10.000 жители. Истражувањето покажа голема разлика во оптовареноста на еден медицински тим. Некаде еден тим за итна помош покрива само 1000 жители, во други градови покрива 40.000 жители. И исто така некаде еден тим има по 20 на интервенции дневно, а во други места има по нецела една интервенција дневно. Филков смета дека проблемот со долгата процедура за барање согласност за нови вработувања треба да се истакне на повисоко ниво. Мислам дека да, тоа е оправдување, меѓутоа мене како граѓанин истражувач не ми држи тоа оправдување. Се сменија неколку министри за финансии во последниве 8 години, се сменија 2 премиери, значи може проблемот да се истакне на повисоко ниво. Ако службите на вистина ова сметаат дека е проблем, луѓе да им се јавуваат, а тие да не можат да одговорат на сите наши потреби, тогаш треба проблемот да го истакнат на високо ниво, кај премиерот, значи во јавноста, и мислам дека нема министер за финансии кој што нема да даде такво, да кажам, одобрување за нови вработувања. Министерството за здравство е во фаза на јавна набавка на 22 нови возила со комплетна опрема за службите за итна медицинска помош. Министерството за финансии пак најави дека од до година повеќе нема да дава согласност за нови вработувања во јавниот сектор. Таа обврска ќе имаат одговорните лица во институциите. Овие измени веројатно ќе решат дел од проблемите, особено при вработувањето. Друго е прашањето дали итната помош ќе биде доволно привлечно место за работа за доктори и друг персонал, кои патем се почесто се решаваат лебо да го печалат надвор од земјава.